Почитување. Најновите измени што владата ги направи кај економските мерки носат можности за приватниот сектор, за да може тој полесно да се справи со последиците од економската криза. Добро е што се предвидува вбризгување на свежи пари во економијата, добро е што се отвораат можности за комбинирање на различни мерки заради поголема помош на фирмите, се отвораат можности за претворање на помошта во неповратни средства и така натаму. Но, ова е добар момент да истакнеме неколку работи. Прво, има значителни реакции во однос на флексибилноста околу тоа колку вработени треба фирмите да задржат на работа за да ги користат мерките. Треба сите да разбереме дека никој во приватниот сектор не сака да отпушта вработени. До пред неколку месеци фирмите се жалеа дека не може да најдат работници, а потоа тие што ги најдоа ги преквалификуваа и ги обучија за да можат соодветно да ги вклучат во производствениот процес. Значи, секоја фирма која што има можност, сака да ги задржи вработените, во нив инвестирала и сака да ги задржи. При тоа, не смееме да игнорираме реалноста. Во моментов, целата светска економија е разнишена. Во Соединетите Американски држави, 30 милиони луѓе останаа без работа за само 6 недели. Светската организација на трудот проценува дека 12 милиони луѓе во Европа ќе останат без работа во текот на 2020 година и тоа зборуваме за вработени кои што работеле со полно работно време. Во март, продажбата на автомобили во Европа е намалена за 52% на месечно ниво и тоа е најголемиот пад регистриран во историјата, а се очекува во април падот да биде уште поголем. Во вакви околности, во ваква глобална криза, да се очекува дека македонската економија ќе си помене како ништо да не било, тоа е нереално очекување. И сепак, и покрај сите лоши случувања, досега не видовме вакви движења на пазарот на работна сила во земја. Досега, приватниот сектор, во рамките на своите можности, го абсорбираше ударот од кризата. Второ, и понатаму останува отворено прашањето за помошта кон големите компании. Оние кои што можат најмногу и најбрзо да ја повлечат напред македонската економија, кога животот до некаде ќе се нормализира. Да не заборавиме, компании гиганти, како што се Ford, Boeing, Airbus, Lufthansa, сите тие бараат помош од државата. Нема решенија што се добри за сите. Треба да се оди и со диференцирани решенија за различни видови на компании. Трето, постојнава економска криза многу добро покажа зошто е исклучително важно во една земја да има функционален разговор и договор помеѓу социјалните партнери, владата, синдикатите и работодавачите. Уште на 20 март, Стопанската комора на Македонија посочи дека сите ќе бидат погодени од кризата, помалку или повеќе, порано или подоцна. Посочи дека државата треба на краток рок да го спаси приватниот сектор, за да потоа на среден и долг рок приватниот сектор ја спасува државата. И посочи дека товарот од кризата треба сите подеднакво да го понесеме. Еве сме сега, 40 дена подоцна, целиот товар од кризата е паднат само на грбот на приватниот сектор и тоа е факт. Затоа е важно да се обнови економско-социјалниот диалог во земјата и тоа на највисоко ниво, каде што владата ќе ја представува премиерот, а ќе бидат вклучени синдикатите и представници на работодавачите. Само така може да се дизајнираат добри и долгорочно одржливи решенија што ќе обезбедат подобра економска иднина на земјата. Четврто, очигледно е дека економските мерки се издашни толку колку што има финансиски средства за поддршка на приватниот сектор, или народски кажано, колку што е долга чергата, толку е голема и помошта. Сега е добар момент да се запрашаме зошто е толкава чергата, што правеше оваа наша македонска држава низ годините и децениите наназад за да биде толкава чергата. И уште поважното прашање е што можеме да направиме за да ги промениме работите после кризата. Оваа криза е одлична можност сите заедно да отвориме суштински важни теми, не само за економијата, туку и за други аспекти на македонското општество. Прашањето не е само како ќе ја пребродиме кризата, туку и што ќе правиме после неа.